Во денешниот дневник на ТВМ ке гледате. Градоначалникот Пецаков го посети првото новороденче во 2023 во Охрид. Оптимистички најави за туризмот оваа година. По налог од инспекцијски совет, извршен вонореден инспекцијски надзор за загадувањето на езерото кај Мазија. Лекарите заменуваат од земјава за подобри услови за работа. Возило излета од патот кај Оровник. Со содржините во дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес во утринските и предпладневните часови појава на магла и ниска облачност. Максималната дневна температура само 10 степени Целзиусови. Во текот на ноќта кон вторник повторно магла. Во вторник над британските острови нестабилно со врнежи од дожд проследени со засилен ветер. Врнежи од снег пак се очекува на крајниот североисток и во источноевропската низина. Во останатите делови од Европа времето ќе биде стабилно со зголемена облачност и надпросечно топло. Утре на крајниот север и дел од источен и јужен Балкан времето ќе биде стабилно со зголемена облачност и со појава на магла. Во останатите делови од полуостровот претежно сончево со локална облачност и топло. Максималните дневни температури од 10 до 15 степени Целзиусови. Во Македонија во вторник по котлините и долините ќе имаме појава на магла и ниска облачност која ќе се задржи во предпладневните часови. На повисоките места, како и на југоисток, претежно сончево со локална облачност. Попладне намалување на облачноста и маглата по котлините и повремени сончеви периоди. Ќе доведе умерен слаб североисточен и северозападен ветер. Минималните од -4 до +3, максималните дневни температури утре во Македонија од 9 до 15 степени Целзиусови. Во Охрид во вторник во утринските часови појава на слаба магла, во текот на денот претежно сончево со локална облачност и топло. Ќе дува и слаб северозападен ветер, минималната 2, дневната 12 степени. Во среда и четврток умерено облачно време со сончеви периоди. Утринската 2, дневната 11 степени. Во петок претежно сончево со локална облачност и максимална дневна температура од 10 степени Целзиусови. Ресторан Далга. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од Мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и Divol. Кармен Бау Центар на улица Железничка. Овој декември сладки изненадувања со Тамаро и Нутрино Јуниор. Сладок декември за најсреќни празници. Многу сладки изненадувања, подароци и награди на Супер Радио. Уште и изненадувања за нашите најмлади пријатели од детските градинки и многу насмевки за најубава нова година. Сладок декември со Тамаро и Нутрино Јуниор.
Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Машко е првото новороденче во Охрид во новата година. Бебето е прва рожба, донесено е на свет по природен пат, а тешко е 3450 грама и долго 53 сантиметри. Во посета на бебето и мајката беше охридскиот градоначалник Кирил Пецаков, кој го даруваше со традиционални подароци од името на општина Охрид. Во Охридската болница во новата 2023 година на свет е донесено здраво машко дете. Првороденото бебе е породено по природен пат, тешко е 3450 грама и долго 53 сантиметри. Во посета на бебето и мајката дојде охридскиот градоначалник Кирил Пецаков, а при тоа му врачи на првото новороденче пригодни подароци. Од општина Охрид традиционално значително кое што е една играчка плишано мече и 10.000 денари, она кое што кажав традиционално за секое новородено. Му посакувам многу здраве, среќа, успех на мајката е во добра состојба и посакав и неа многу здраве, среќа, успех и заедно со директорот кажавме многу дечиња секако да се размножува. Во посета на родилката и првото бебе во оваа година во придружба на градоначалникот Кирил Пецаков беше Јасен Шајн, директорот на јавната здравствена установа Општа болница Охрид. Исто така директорот Шајн им упати честитки и на бебето и на среќната мајка. Мајката е првородка од Кичево и посакуваме на семејството здравје пред се, благосостојба и берекет и среќа ги прати во новата година, да бидат среќни и посакуваме да доаѓаат за уште многу дечиња. Начелничката на гинеколошкото оделение доктор Мимоза Хиса се приклучи кон честитките за мајката и бебето. Таа е задоволна од бројот на породувања кои се направија на ова оделение во изминатата година. Во 2022 година е надфрлен бројот од 500 раѓања, информира доктор Хиса. Од понеодамна не сме имале толкав број, значи во последниве 4 години бележиме раст на бројот на породување во нашето оделение од 25 до 30%. Исто така морам да истакнам дека ги покриваме и другите градови, тоа значи целиот наш регион, тоа е Кичево, Дебар, Ресен, и дел од Струга, исто и Охрид и од соседна Албанија имаме пациенти кои што доаѓаат тука за породување, за интервенции и за други операции. Доктор Мимоза Хиса информира дека оделението е добро екипирано со лекари и средномедицински стручен кадар. За здравјето на пациентките се грижат 6 доктори, специјалисти, а од специјализација се очекува да им се приклучат уште 3 лекари. Имаме добри услови за работа и функционираме без проблеми, напоменува началничката на гинеколошкото оделение при јавната здравствена установа Општа болница Охрид. Оптимистички најави на полето на туризмот за 2023 година. Според Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот, се очекува конечно стабилизација на туристичкото стопанство. Прогнозите се дека оваа година ќе се надмине рекордниот број туристи и ноќевања од предпандемиската 2019 година. Оваа година се очекува стабилизација на туристичкото стопанство, прогнозираат од Агенцијата за туризам. Новите авиолинии ќе донесат повеќе туристи во земјава. Со авиолинијата Охрид Белград, која стартува од месец јуни, се очекува да се удвои бројот на ноќевање на српските туристи, кој во текот на изминатата година беше зголемен за 40%, но и да се зајакне економската соработка помеѓу двете држави. Останатите линии, не само сезонски, туку и редовни, ќе ја прошират понудата во текот на целата година. Фокусот повторно ќе бидат примарните пазари, кои што требаме да ги стабилизираме. Очекуваме помеѓу 10 и 15%, дополнително секундарните пазари помеѓу 30 и 40% раст, односно 2023 година, заеднички, со засукани ракави, се верувам дека ќе успееме да надминеме бројката од 3,2 милиони ноќевања и сериозно да се приближиме до пола милиарда трговски, да кажеме, или туристички импакт во македонската економија од туристичкиот сектор, за да кажеме дека можеме повеќе. Оваа година, според директорот на Агенцијата за поддршка и промоција на туризмот, се очекуваат и туристи од екзотичните земји, кружни тури, но и голем број на европски гости. Очекуваме 2023 година и од поразлични дестинации да имаме поголем број на групи од екзотични дестинации за нив, а нив всушност е Балканот екзотична дестинација,
како и оваа година што можевме да препознаеме португалски, шпански, мексикански, бразилски и тоа токму во Охрид. Групи кои што ќе бидат на 1 до 2 дена и се надеваме се повеќе и повеќе кружни патувања од дестинации кои што досега не посетувале. Една од целите на македонскиот туристички сектор за 2023 година е бројот на ноќевања од стратешки важните туристички пазари да биде поголем дури во однос на предпандемиската 2019 година, која се смета за рекордна година во туризмот. Спроведен координиран инспекцијски надзор во општина Охрид по претставка за загадување на водата кај каналот Студенчишта. Иницијативата Охрид СОС пониза пријави до надлежните за цевката кај Мазија, од која во езерото се влеваат фекалии, измешани со атмосферска вода. Незадоволни од непостапувањето и префрлањето на топката помеѓу инспекцијските органи, достави пријава до инспекцијски совет. Инспекцијскиот совет му наложи на Државниот инспекторат за животна средина да спроведе вонреден инспекцијски надзор. Надзорот ќе биде комплетиран првата седмица од 2023 година, велат од инспекторатот. По претходно добие налог за вонреден инспекцијски надзор од страна на инспекцијскиот совет заради информирање на истиот врз основа на претставка добиена од иницијативата Охрид СОС на ден 30.12.2022 година извршен е координиран инспекцијски надзор со овластен инспектор за животна средина од општина Охрид во присуство на државен инспектор за животна средина од оделението за инспекцијски надзор во животна средина, Пелагонijski југозападен регион канцеларија Охрид, во близина на каналот Студенчишта, на атмосферска цевка која се влива во Охридското езеро. Инспекцијскиот совет координира со работата на државните инспекцијски служби, а државните инспектори се самостојни во своите постапувања и истовремено и целосно одговорни за истите. За овој случај не станува збор за непостапување од страна на Државниот инспекторат за животна средина, затоа што претставката уредно согласно рок е препратена на постапување и за истата веќе е постапувано од страна на Општинскиот инспекторат Охрид. Надзорот ќе биде комплетиран во првата седмица од 2023 година, пошто од страна на овластениот инспектор за животна средина од Охрид ќе биде изготвена информација за постапување на Општинскиот инспектор Охрид и преку Државниот инспекторат за животна средина, кој е координатор по претходно наведената претставка, ќе биде проследена информација до инспекцијскиот совет и до подносителот. Државниот инспекторат за животна средина исклучително ја почитува законската надлежност на друга инспекцијска служба, а секоја злоупотреба на надлежност е казнива согласно закон за инспекторот кој ќе злоупотреби истата, додаваат од инспекторатот. Лекарите заминуваат од земјава за подобри услови за работа. Доктор Етмир Садику од Кичево е еден од многуте кои гради кариера во странство. 7 години живее и работи во Универзитетскиот клинички центар Хелиос во Германија. Неврохирургот Етмир Садику од Кичево е еден од многуте лекари кои заминаа од земјава. Тој веќе 7 години работи во Универзитетскиот клинички центар Хелиос во Вупертал, Германија. По дипломирањето само неколку години работел во Кичево, заминал на специјализација, но и за подобри услови за работа. Причините за иселувањето на медицинскиот кадар се специјализациите, кои се премногу скапи на приватно, долго се чекаат на државно, но и ниските плати на лекарите. До 2017 година платите во Република Македонија за лекарите беа на многу ниско ниво. Знам дека од 2017 година навамо има подобрување, но не се сепак на ниво на европските земји. Европските клиники располагаат со најнова медицинска опрема и инвестираат во силна едукација на кадарот, вели Садику. И се приметуваат најновите опреми и техники во областа на медицината, но секој кој што сака да работи, му се овозможува простор за да се доедуцира, дообучува и да се специјализира. Специјалистите во европските земји земаат 5 пати повисоки плати. Во последните 10 години од земјава заминале околу 500 лекари, а трендот на иселување продолжува. Возило излета од патот кај село Ровник.
Утрово во 2 часот и 15 минути на магистралниот пат Охрид-Кичево кај село Ровник. Патничко моторно возило Голф со охридски регистарски ознаки, управувано од 36 годишен жител на село Мешеишта, излетало од коловозот, информира портпаролот на СВР Охрид Стефан Димовски. Во несреќата со телесни повреди се здобил возачот, а со тешки телесни повреди се здобила сопатничката, 32 годишна жителка на Мешеишта, кои им биле констатирани од лекар во болницата Свети Еразмо. Увид на местото на настанот извршила увидна екипа од СВР Охрид. А во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Светот ја дочека 2023 година со голем број кризи, меѓу кои една од најтешките е кризата со глад. Светската програма за храна при Обединетите нации, задолжена за координација на дистрибуцијата на помош во храна, пресмета дека бројот на луѓе кои се соочуваат со недостаток од храна скокнал од 282 милиони на крајот на 2021 на рекордни 345 милиони во 2022 година. 50 милиони луѓе на почетокот на оваа година пак се на работ на изгладнување. Светот се уште се справува со последиците од економскиот пат како последица на пандемијата од COVID-19, но тоа не е единствениот фактор. Проблемот со недостаток на храна во светот во голема мера се должи на нагорната спирала на цените на храната, а не нејзината достапност, оценува еден од најугледните медиуми во светот, Економист. Русија и Украина беа меѓу првите 5 светски извозници на производи од јачмен, пченка и сончоглед во светот, така избувна војната, залихите на основна храна беа сериозно погодени. Земјите кои беа најтешко погодени беа меѓу најсиромашните во светот. Судан, Танзанија и Уганда, например, се подпираа на Русија и Украина за над 40% од нивниот увоз на пченица. Сето тоа придонесе кон раст на цените на храната на секаде во светот, така што останува констатацијата дека сепак храна има во светот, но е многу поскапа, што ја отежнува работата на хуманитарните агенции и организации. Украинската војска рано изутрина соопшти дека руските сили извршиле 44 напади со беспилотни летала врз украински цели, но дека сите биле успешно соборени, додека властите во Киев информираа за соборување на 20 цели над главниот град во текот на ноќта. Киевските власти соопштија дека за време на нападите бил повреден 19 годишен маж. Деталите се уште доаѓаат за нападите во Киев и за други бомбардираат, вклучително и во југоисточниот град Херсон, каде што украинските власти тврдеа дека руските сили очигледно целеле на детска болница. Илјадници луѓе денес се собираат на плоштадот Свети Петар во Ватикан неколку часа пред зори да му оддадат почит на папата Бенедикт 16, кој почина во саботата. Најмалку 25.000 луѓе се очекува да му оддадат почит на поранешниот папа Бенедикт 16, чие тело беше изложено во отворен ковчег во базиликата Свети Петар во следните 3 дена, почнувајќи од денес. Вратите на базиликата ќе бидат отворени за јавноста од 9 до 19 часот, а во вторник и среда од 7 до 19. Погребот ќе се изврши на плоштадот Свети Петар во четврток наутро пред почесниот папа да биде погребан во гробот под базиликата, а богослужбата ја предводи папата Франциск. Бенедикт 16 почина во Ватикан на 96 годишна возраст, една деценија откако се пензионираше поради нарушено здравје. Тој ја водеше католичката црква помалку од 8 години, додека во 2013 стана првиот папа кој поднесе оставка по Григорий 12 во 1415 година. 4 лица загинаа, 3 се тешко повредени при судир на 2 хеликоптери во близина на морски парк во австралиската држава Квинсленд, Австралија. Судирот се случил веднаш над тематскиот парк на северната плажа на Голд Коуст, популарна туристичка дестинација во Квинсленд, 14 часот по локално време, кога забавниот парк бил полн со семејства кои уживале во летните училишни одмори. Едниот хеликоптер се урнал, другиот успеал безбедно да слета, се наведува во соопштението на полицијата во австралиската држава Квинсленд. На 13 пациенти им биле проценети повреди здобиени во несреќата, соопшти службата за брза помош. Австралиското биро за безбедност на транспорт ја истражува несреќата. Регионот Голд Коуст е најпосетуван во овој период од годината, сезона на летни одмори во Австралија. Тоа е се во првиот дневник. Ви благодарам за довербата. Довидување.